Почитувани, добар ден, започнуваат вестите на Канал 8. Близу 80.000 евра планира да потроши општина Кочани од сопствениот буџет за изградба на потпорни ѕидови во текот на оваа и наредната година. Јавниот повик за избор на изведувач веќе тече и трае до средината на месецот, а градежните работи ќе се реализираат во период од 9 месеци. Општина Кочани планира да потроши близу 5 милиони денари за изградба на потпорни ѕидови на повеќе улици во градот и населените места. Дел од нив се предвидени во годишната програма за реализација на помошни инфраструктурни објекти. Веќе се објавени две тендерски постапки за избор на изведувач на градежните работи, при што едната е на повисока сума од околу 4 милиони денари и се однесува на изградба на потпорни ѕидови во различни делови од градот. Втората пак е проценета на околу 1 милион денари и со овие пари е планирано да се изградат потпорни ѕидови на улиците Блаже Попарсов и Стамен Манов во ромското Маало. Крајниот рок за пријавување на заинтересираните изведувачи за првата тендерска постапка е до 22 октомври, додека за втората рокот е нешто пократок и трае до 18 октомври. Во проектната документација, што е дел од постапките, посочени се конкретните детали и активности што избраните фирми ќе треба да ги преземат за реализирање на планираната годишна програма за изградба на потпорни ѕидови. Најголем дел од парите се од буџетот на општината, додека оние за во ромското Маало се обезбедени од државниот буџет, а остатокот го финансира општината. Изградбата на потпорните ѕидови ќе се реализира сукцесивно во текот на наредните 9 месеци според потребите и планирањата во реализацијата на годишната програма. Што се однесува пак до потпорните ѕидови на Блаже Попарсов и Стамен Манов, тие треба да бидат завршени во рок од 4 месеци. Во Центарот за култура Бели Мугри во средата вечерта СДСМ одржа трибина како дел од партиските активности под називот "На прав пат". Пред присутните граѓани и членови на партијата зборуваа подпредседателите Мила Царовска и Дамјан Манчевски, како и градоначалникот на Кочани Никол Чуилиев. За неполни 2,5 години СДСМ успеа да направи повеќе од 11 години владење на ВМРО ДПМН, а државата тргна на прав пат затоа што се грижиме за сите граѓани и обезбедуваме одржлив праведен систем. Беше истакнато меѓу другото на трибината на прав пат што СДСМ во средата вечерта ја одржа во Кочани. Пред присутните граѓани во Центарот за култура Бели Мугри зборуваа партиските подпредседатели Мила Царовска и Дамјан Манчевски, како и градоначалникот Никол Чуилиев. 300.000 граѓани добија поквалитетен живот само со социјалната реформа. Социјалната парична помош се зголеми за околу 300%. Поведовме детски и образовен додаток. И тоа не е малку, затоа што сметаме дека како партија можеме да направиме, но и како влада, секое дете да има право на еднаков старт, еднакви можности. И ако детски додаток прима околу 3.000 деца во минатото, денеска повеќе од 20.000 деца добиваат детски додаток. И со тоа тие имаат поголема шанса да го остварат своето образование и да живеат поквалитетно, за да понатаму ги извлечат од сиромаштија своите семејства. Во оваа општина воведовме и здравствено-социјален сервис кој што се грижи и за повозрасните, но и за посиромашните од руралните средини. И тоа е една убава услуга која што заедно со општината мора да истакнам, ја направивме и е посета во домашни услови на оние кои што потешко стигнуваат до лекар или до социјален работник. Сега медицински сестри заедно со социјален работник ги посетуваат во нивните домови и им овозможуваат услуги кои што порано не им беа достапни. Царовска додаде дека наскоро ќе следи ново покачување на минималната плата, а пензиите ќе растат вонредно во првиот квартал од 2020 година. Подпредседателот на СДСМ Дамјан Манчевски пак истакна дека се работи на подобрување на услугите за граѓаните, особено за пристапот до јавните институции. Следната недела го пуштаме во употреба електронскиот регистар на граѓаните. Што значи ова? Електронски регистар е единствена база на податоци со кој што вашите податоци ќе бидат подеднакви веќе за сите институции. Нема да имаме разлики. Во една институција вака ве пишале, во друга понатака, во избирачкиот список на трет начин. Имаме електронски регистар на население. Од следната недела веќе е функционален. За еден месец подоцна, некаде кон средината на ноември, ќе го пуштиме во употреба новиот национален портал за електронски услуги. Што значи ова? Дека веднаш од средината на следниот месец, едни од 50 најчесто барани услуги на граѓаните ќе ви бидат достапни на вашите мобилни телефони. Да немате потреба да дојдете на шалтер.
Ќе го идентификуваме вишокот на работни места, не на луѓе, на работни места во институциите. И ќе понудиме 3 пакети за трансфер во приватниот сектор. Еден пакет каде што приватната фирма ќе треба да понуди околу 6.000 денари повисока плата на вработењето. Тоа да е мотивацијата некој да се реши доди. Државата ќе ги плаќа придонесите во следните неколку години, ќе се договориме колку. Вториот пакет, да ја платиме преквалификацијата на човекот. Ова го побараа бизнисите, приватниот сектор го побара. Преквалификувај ми го човекот, веднаш ќе го земам. Третиот со отпремнина. Своеволно, кој сака. Ние ветивме, нема да отпуштаме и нема да отпуштаме. На трибината на прав пат, градоначалникот на Кочани Николчо Илиев направи краток осврт на досега реализираните проекти на локално ниво. Со принципите на одговорно и отчетно, транспарентно раководени и рационално управување со средствата. За една година заштедивме 150.000 евра од школскиот превоз. Средства што ги наменивме за реконструкција на училиштата, бидејќи условите во кои што одат на училиште нашите деца се очајни. Надвор од буџетските средства обезбедивме повеќе од 8 милиони евра за инфраструктурни проекти од интерес на граѓаните. Општина Кочани продолжува по правиот пат. На крајот од трибината на СДСМ, присутните граѓани во салата на Центарот за култура Бели Мугри имаа можност да постават прашања за теми што се од нивен интерес. Општина Кочани презема санкции и дисциплински мерки за вработени во администрацијата поради политичко и неетичко дејствување. Тие поставиле партиски плакати, ги фотографирале и ги расшириле на социјалните мрежи и на интернет портали. Локалната самоуправа на Кочани презема дисциплински мерки против неколкумина вработени во општинската администрација поради неетичко и политичко дејствување во просториите на општината. Во средата попладне во општинската зграда биле поставени плакати со повик за учество на политичка трибина, пошто одговорните веднаш реагирали и преку снимки од видеонадзорот ги откриле сторителите. Против нив, согласно законските прописи, од одделението за човечки ресурси се преземаат соодветни мерки. Раководството на општина Кочани се оградува од вакви дејствија, го осудува секое партиско и неетичко дејствување и ќе побара целосна одговорност за сторениот дисциплински престап од овие вработени, меѓу кои се и високи раководни службеници. Жалиме што личности кои треба да бидат столбот во работењето на општината не можат да се ослободат од партиските матрици. Ова е уште еден пример за истакнување и наметнување на нивната политичка определба, со што ја уриваат довербата на граѓаните во работата на институциите на јавниот сектор. На вакви лица, кои не се во функција на развојот на општината, не име местото во тимот на ова општинско раководство, се вели во писменото известување од кабинетот на градоначалникот Николчо Илиев. Илиев додаде дека вработени во општинската администрација ги фотографирале политичките плакати, пошто ги испратиле на социјални мрежи и до одредени интернет портали, за што исто така се преземаат санкции. 300 правачиња од Кочани свечено беа примени во детската организација. Ја дадоа својата заклетва, а повозрасните ученици за нив подготвија приредба. Вложувањето во децата е вложување во иднината. Ова е чест слоган на Обединетите нации, кој се однесува на детската популација. Сите деца имаат право да живеат во демократско и хумано општество, во кое постојат услови младите од сите возрасти, па и оние најмалите, добро да се подготват за предизвиците и промените со кои ќе се судрат во утрешнината која доаѓа. Деновиве, кога со низа активности се одбележува Светската недела на детето, не смее да се заборави дека училиштето е нивниот втор дом. Патот до успехот е безусловно зависен и од квалитетното школување. Беше речено на манифестацијата, што по повод приемот на децата во детската организација се одржа во Центарот за култура Бели Мугри. Правачињата ги научија своите права, а ја дадоа и заклетвата со која се обврзаа дека ќе учат вредно и ќе бидат добри и послушни ученици. Сите правачиња ги поздрави градоначалникот Николчо Илиев. Денес е посебен ден за вас. Од денеска ќе бидете членови на најславната и најпочитуваната организација за децата. Радувате му се на детството. Учете за своите права, но и за своите обврски. Учете да почитувате, ако сакате да бидете почитувани. Од мали учете да бидете хумани, затоа што само со љубов и со толеранција може да градиме мостови
на убаво пријателство, почитување наставници и родители. На децата и на семејствата со децата им се потребни поголема грижа и помош. Токму затоа ве повикувам секој во својот домет да даде допринос за хуманиот развој на детската личност. Таа да расте во атмосфера на среќа, љубов и разбирање. Градоначалникот Илиев им го честита и денот на учителот на сите наставници. По повод Светскиот ден на учителот, честитајќи го празникот на сите просветни работници, повикувам на разумна и посветена работа, за да изградиме генерации што со знаење и мудрост ќе умеат да се справат со предизвиците. На крајот, уште еднаш на сите првачиња им го честитам приемот во детската организација. Повозрастните другарчиња, учениците од основните кочански училишта за нив подготвија приредба, а возрастните ветија дека ќе ги почитуваат правата на децата, затоа што само на тој начин може да се очекуваат здрави и среќни деца. Инаку оваа активност беше дел од неделата на детето, што традиционално се прославува секоја прва недела од октомври, а во чие одбележување се вклучува и општина Кочани. За празникот 11 октомври и западнатите борци учеа децата од големите групи од детската градинка Павлина Велјанова, кога во паркот положија цвеќе на бистите на Карев, Кратовче и Сантов. Посетија и одредени знаменитости на градот Кочани. Цвеќе на бистите положија и представници од општина Кочани, од Советот и Сојузот на борците. И децата од детската градинка Павлина Велјанова од воспитната група од 4 и 5 години се вклучија во одбележувањето на 11 октомври, денот на востанието на Македонија. Положија свежо цвеќе на спомениците на загинатите борци Никола Карев, Раде Кратовче и Љупчо Сантов. Повод празникот 11 октомври, ден на востанието на македонскиот народ, ние заедно со децата од градинката Павлина Велјанова, клон сум Чогледи, денес дојдовме во нашиот градскиот парк да положиме свежо цвеќе на паднатите борци кои ги дадоа своите животи за слобода и мир. Меѓу другото, децата разгледуваа и учеа за градот Кочани и неговите знаменитости. Темата ни е мојот град Кочани. Посетуваме и наблюдуваме се што има знаменитости во Кочани, потоа еве сега ќе посетиме Стара градба, па нова градба во нашиот град, нашата Кочанска река и така со цел децата да се запознаат и да стекнат нови знаења за нашиот град, да стекнат знаење за државните празници кои се одбележуваат во целата наша земја. Овие активности, како и посета на институции и објекти во градот, се дел од програмата за работа на градинката со децата од воспитните групи од 4 и 5 години. Свежо цвеќе на споменикот на слободата и во паркот на револуцијата положија и представници од општина Кочани со градоначалникот Николчо Илиев, представници од Советот на општината, политички партии и делегација на Сојузот на борците од НОВ. По повод денот на македонското востание 11 октомври, градоначалникот на општина Кочани Николчо Илиев упати честитка до граѓаните. На сите граѓани на Кочани и на нашата држава им го честитам 11 октомври, денот на македонското востание. Овој празник е светол историски момент за ослободителна и национална борба. Борба против фашизмот и израз на стремежот на сите претходни генерации за слобода на македонскиот народ. Одавајќи им почит на учесниците во вооруженото и антифашистичко востание, изразуваме почит кон сите борци што ја оствариле денешнава слобода. Стои во честитката на градоначалникот Илиев по повод денот на македонското востание. Објавен нов јавен повик од ИПАРТ за диверзификација на фармите и развој на бизниси, информираат од Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството Кочани. Крајниот рок за поднесување на барањата е 18 ноември. Од Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството Кочани информираат дека е објавен јавен повик од ИПАРТ за диверзификација на фармите и развој на бизниси.
Финансиската подршка за овој јавен повик е составена од 75% средства обезбедени од инструментот за предпристапна помош за рурален развој на Европската Унија, согласно финансиската спогодба 2014-2020 година, и 25% средства обезбедени од буџетот на државата. Финансиски средства со поединечно барање се доделуваат како неповратна финансиска подршка грант во износ од 65% од вредноста на вкупно прифатливите трошоци на инвестициите за мерката. Инаку главните сектори на кои што ќе бидат финансирани преку овој јавен повик ги има 8, и тоа се инвестиции во алтернативно земјоделско производство, потоа инвестиции во производство на прехранбени производи и пијалаци, инвестиции во производство на непрехранбени производи, потоа во занаетчиски дејности, во услуги во земјоделието, услуги за руралното население, инвестиции во рурален туризам и во производство и продажба на енергија од обновливи извори. Тоа се главните сектори кои што покриваат потоа многу поголем и поширок диапазон на мерки, и најважно е да кажеме дека право на учество имаат скоро сите физички лица кои што се регистрирани по некој основ, како например за занаетчиска дејност, за угостителска дејност, како трговски друштва, оние кои што се регистрирани во фондот за пензијско и инвалидско осигурување. Значи, можат широк диапазон на луѓе да конкурираат на овој јавен повик. Инаку минималната прифатлива инвестиција изнесува 1500 евра, а максималната е до 1.500.000 евра, од кои 65% се враќаат од целата инвестиција. Секој кој сака може слободно да конкурира на повикот, велат од агенцијата, и додаваат дека крајниот рок за поднесување на барањата е 18 ноември 2019 година. Традиционален саем на мед во Кочани организира пчеларското здружение Матица од 18 до 20 октомври. Пчеларите делумно задоволни од приносите на мед годинава, но цената на медот во деновите од манифестацијата ќе биде саемска, како и за останатите пчелни производи. И оваа година пчеларското здружение Матица од Кочани организира манифестација по повод деновите на медот. Од петок до недела, од 18 до 20 октомври, на штандови своји производи ќе излагаат познати пчелари од повеќе градови од Републиката. Освен мед и пчелни производи, ќе има излагачи и на пчеларска опрема. Отворањето е предвидено за сабота на 19 октомври во паркот во Кочани, каде што присутните ќе ги поздрави председателот на здруженијето Благој Митев и градоначалникот Илиев. Во забавниот дел ќе настапат фолклорни групи од Кочани. Очекуваме да има помасовна посетеност и повеќе штандови оваа година. Ќе имаме штандови од Битола, од Куманова, од Свети Николе, Виница, Провишти. Така да мислиме дека оваа година ќе биде помасовно и граѓаните треба да дојдат и да се запознаат со квалитетниот мед што го нуди Македонија. Мислиме дека нашиот мед е еден од поквалитетните и заслужува подобра промоција и граѓаните мислиме дека ќе бидат задоволни. Митев истакна дека пчеларите годинава, иако стартувале поамбициозно и надежно, дека годината ќе биде добра во однос на приносите на мед, сепак крајниот резултат е под очекувањата, но не толку катастрофален како некои години. Оваа година е просечна година, не е многу добро, некои пчелари се задоволни, некои не се зависи од подрачјето, пошто беше многу сушна година и кај нас во овој дел Кочанскиот нема многу голем принос, но во некои други, пример како Берово, Беровскиот, има малку повеќе принос. Од пчеларското здружение Матица ги покануваат сите граѓани да бидат дел од саемот и да си купат мед и пчелни производи по пониски саемски цени.
Почитувани, временската прогноза беше последната информација во ова издание на вестите на Канал 8. Имајте пријатен, продолжен викенд. Довидување.